Па немавме некој одреден период за психолошки процес, за психотерапија, овдека се истите личности. Враќаме назад, ама веќе сме во подобро расположение, те гледаш. Значи, штом сме насмејани, добро е. Вака сега, ајде да, само сакав да, Олгица, извини, ќе продолжам со тебе, сакав да те прашам кога зборувавте за боите, за кројови. Прашање, зошто зимно време не се носи бело? Затоа што спомна дека имаш многу бело, јас вака од моето искуство гледам дека жените не сакаат да носат многу бело во текот на зимскиот период. Дали тоа вистина или можеби во вашиот? Не дека не се носи, можеби не е толку практично, еве да пробате да носите бел капут во Скопје. Зимно време, Зимно време. Воздухот прво, ништо да не направиш, самиот воздух ќе ти го не, изволка. има материјали кои што се соодветни за зимно време и се исто бели и слободно. Валјда е тоа лична перцепција. Ама знаеш што, мислам дека некои па и жени не се за бело, затоа што не знам. Јас во бело сум денес, ама добро, не е уште зима, есен, ама Мислам дека тој Марфиев закон многу работи кај мене, секогаш кога сум во бело нешто мора да се случи. Дали ми е во умот, еве психотерапевтот? Јас мислам дека во умот. Терапија сум јас. Треба цел ден да ме оставите со ништо Александра. на кратко, саат два и да се облечеш бело, цел ден реално Имам никој не нешто може во да износи мозокот. да не. Да. Можеби. За бело, да, најверојатно нешто можеби подсвесно што работи. Како мала да не те облекувале надвор кога си играла све во бело. Не, си никош се не ме враќала. облекувале во бело, баш поради тоа, затоа, а можеби и ми е наметнато тоа не носи бело, ќе се извалкаш, ќе го искинеш и тоа ја си стои во мене травма од детството и еве денеска можеби затоа не носам бело. Мислам, сакам бело. И некоја друг да жена носи. која ќе видам ми е убава во бело. Да, и ама добро, во зимски комбинации сепак треба тоа многу мудро да биде искомбинирано, зашто можеби може да отиде во друг правец, нели? Јас на пример Зборам во однос на модни дречливи детали, бои. на така додатоци кои што ќе се искористат за да има тежина тој изглед, инаку може и многу ефтино да делува. Дефинитивно. Она кое што имаме фотографии од минатата, кажат минатата година, тоа беше во април. Април, да. Април беше? Да. Оваа година, меѓутоа јас бев на вашата режија, дали ќе може фотографиите додека зборуваме со Олгица се само да вртат фотографиите, затоа што тоа се фотографии баш од таа ревија и на мене многу ми се допадна, исто беа светли бои, убави лесни материјали, мислам тоа беше друга сезона, сосема различна, меѓутоа секое парче некако ми се допадна, затоа што добро, тоа нели индивидуално се ова што ми се допаѓа, она што не ми се допаѓа, меѓутоа сите креации беа креации кои што ти можеш во своето секојдневие во Скопје да ги примениш, да ги носиш. Тоа беше идејата. Да. Тоа мене многу ми се допаѓа, да речем има креации кои што ти не можеш секој ден да одиш, не можеш во Скопје да ги носиш. Меѓутоа твоите парчиња беа баш парчиња кои што би ги носела тука кај нас. Еден преубав исто. Ајде режија. Концептот со кој што пристапив на создавање на оваа колекција е самиот факт што јас веќе долги години, многу долго сум на сцената и тоа што ми е главна дејност е изработка на облека по мерка, значи custom made. Веќе со годините сум се створила круг на клиенти кои што, ете да речеме, можам да препознавам една линија на стил кој што се носи и мојата првична идеја беше да биде нешто носливо, сепак да се препознаваат одредени дизајнерски моменти кои што се провлекуваат низ цела колекција, да биде парче кое што не може да биде нема да го најдете во масовно производство, сепак да се одвојува, да може да биде практично и еве бело, да. Леле, панталоните ли се овие со едната ногавица која што беше на фалти вака? Да. Леле, овие ми беа фаворит панталони. Се продадоа ли ти? Да. Така да, тоа е тоа, значи и малку ми е променет начинот на изразување ми е променет, можеби имав малку подраматични изрази во изминатите колекции, меѓутоа сега фокусот ми е ставен на моите клиенти, на тоа луѓето што го бараат и така и нели има неколку модели кои што можеби се малку по храбри или така, да. Тоа е идејата, меѓутоа сепак е генерално носливо и практично. Да, и ова беше баш пред летото, имаше некои убави летни парчиња кои што мислам дека цело лето луѓето ги носеа. И боите се повторно тие гледам бело, црно, беж. Да, затоа што е фактички продолжение на оваа колекција и исто и овие парчиња што ќе бидат се ултра носливи,
елегантни. Јас сум минималист по природа, акцентот можеби повеќе го ставам на деталите. Линијата најчесто е чиста на моите креации. Идејата за косите чива беше? Идејата за косите е моја нормална, пошто нели јас сум бушава. Да, ама некако многу убаво се вклопија. Тоа е фактички свртување кон сам себе, тоа што го реков, автентичноста, да си ја пренесам и во тоа што дел од мене е фактички, затоа што мојата работа е работа со раце. Јас сето тоа што го правам на некаков начин ставам некоја енергија во моите парчиња, после вие ќе го облечите и ќе го носите на вас, значи треба да биде да се пренесе. Ете така. Не, преубаво. Мене сето тоа многу ми се допадна. Кажи ми, си мислела никош да скратиш вака косата или не? Вака? Не знам. Не, твојата коса дали да ја ишишеш, да смениш порасне, ама со многу кратка коса, некако не, затоа што ти е печат косата. Да, кога сум била помлада, меѓутоа сега не, баш тоа ми е личниот печат кој ќе ме видат луѓето, ме препознаваат. Ова е женската верзија од мене, машката е со фатена коса вака прилично. Толку се работи веројатно. Така да сум си се прифатила тој дел што е, ете да речеме, юник. Тоа што сум јас, сум го прифатила и нека е. Нека стои. Има ли сега на ревијата една иста фризура, нешто? Да, мислам дека фризурата ќе остане иста. Супер. Така да, затоа што спои идејата, инспирацијата за колекцијата, пак ја кажам, се навраќам на сама себе. Моето лого е пеперутка, пеперутката и лавот спои во едно, затоа што различноста, а во исто време, значи не сме ние вака прволиниски, значи сме составени од повеќе карактеристики, една личност, нели, е богата и во тоа е убавото. И од една страна карактеристиките на лавот представени преку боите, најчесто минималистичкиот строг израз, а пеперутката преку детали кои што ќе бидат се провлекуваат низ цела колекција. Така да, мислам дека и јас како личност сум таква, така да и тоа некако низ цела колекција си го... Значи, како се менуваат колекциите, значи дека твојот карактер всушност се менувал низ текот на годините. И така мислам дека треба да биде, не знам, еве ќе не е убаво да остане нели, да се преиспитува. Да. Меѓутоа смислата на животот мислам дека е растење и тоа е процес и јас сум среќна ако сум дури поразлична од овој момент кога ќе излезам надвор, значи толку да сум поразлична, јас сум среќна во позитивна смисла нормално. И како? И така да и целата моја работа е трансформација и јас како човек се гледам, јас преку мојата работа исто растам многу во многу аспекти и знам многу често да кажам си носи своји предизвици и често сум сакала да се раздвојам Олгица како личност и Олгица како моден дизајнер, меѓутоа сум сватила дека преку таа моја работа, таков избор сум направила, јас многу голем дел од мојот карактер сум изградила преку одлуки, преку постапки, преку настани, преку соработки со луѓе, запознавање на луѓе, искуство работам со луѓе, што е специфична работа, секојдневно се среќавам со палета на различни луѓе. И ти треба да бидеш терапевт изгледа во твојата работа. Да. Јас и се градам преку тоа, така и сум се го сватила и животот и работата и не знам, за мене е исправно, дали нели ќе биде исправно. Ама и Олгица дизајнерката на гранка на Олгица личноста која така, што е. не можам да ги веќе повеќе не можам да ги раздвојам. Да, да, сакав, значи пошто јас паралелно сум инвестирала и во Олгица како човек и во Олгица како професионалец на ова што го работи. Меѓутоа на крај се створи некоја врска, фузија, нераскинлива, така да и сум благодарна денесот посебно од овој аспект. Си викам благодарам и на себе си викам благодарам затоа што ова е исто посебно на простори како нашата држава е прилично захтевно да функционираш како креативец, како уметник. Треба многу трпение, многу смиреност, многу верба во тоа што си одлучил да го правиш и работа многу. И финансиски средства, исто така. И работа, и доследност, и значи многу е интересно ова е креативна работа. Значи јас во сите овие години колку што работам сум имала моменти кога и не сум била расположена и не сум била креативна. Меѓутоа константноста сум ја задржала, сум направила колекција, може не била најидеална, никој не знаел во позадина, може некој ќе рече, ова не ми се допаѓа, ама Олгица и покрај тоа што не била во состојба да креира, го направила тоа. И јас од овој аспект, можеби кога сум била помлада и ќе ме погодило тоа, сега не ме погодува затоа што знам дека во тој момент сум го дала максимумот.
И сум го направила тоа што сум го направила и тоа ме одржало сите овие години. Така да сега веќе ми е дозволено да си направам селекција, да си направам. Така, што ќе правам. Не треба на сите да им се допаѓам. Би било нездраво да им се допаднам на сите, затоа што ако им се допаднам на сите, значи пробувам на сите да им угодам и не е возможно. Значи сите сме толку многу различни. Така да сум си го нашла својот правец. Сметам дека и луѓето во животот, и за работа, и за живот, природно си се пронаоѓаме, селектираме. Такви ми се и клиентите, многу, мислам, така, еден убав круг, една убава енергија и супер е, се е окей, да. Дамјан, вака како најмлад ти многу убави совети слушна. До тебе имаш терапевти, а имаш Оле која што прошла терапевти сигурно за да стигне до тука. Вака како ти звучат сите овие работи кои што ги слушаш? Ти си доста млад, што се вели на почетокот на својата кариера, верувам дека многу позитивно вака ти делува за тоа што искрено доста инспиративни. Доста ме инспирираше со твој одговор дека треба да се менуваме, да бидеме подобра верзија од себе скоро секој ден и да работиме на себе и да го оствариме се тоа на кое што го сакаме. Така, ама ти работиш на себе, одиш на часови за пеење, мислам сигурно сега имаш работи кои што не си ни ги кажала, ама сам за себе си ги знаеш дека си на добар пат да се развиваш. Дали утре сакаш да бидеш, не знам, успешен адвокат, можеби еве да тргнеме на страна музиката. Каде вака најмногу се гледаш во животот, еве да речеме 10 години од сега? Преискрено се уште не знам, сакам тоа некако спонтано да дојде. Јас да го работам и тоа, а тоа што ќе дојде, тоа ќе го работам после тоа. Не се окупирам многу што ќе бидам, туку гледам да дадам фокус и на едното и на другото и здравие пред се, па ќе видиме. Супер, имаме и фотографии, можеме да ги погледнеме во овој момент, кога веќе зборуваме, да се надоврземе на музиката, на стапите. Да, ова е фестивал во Босна и Херцеговина, студентско лето. Фестивалот трае скоро 40 години. На тој фестивал многу кариери, многу музички имиња ги имаат започето своите кариери, како што се Лепа Брена, Северина, Желко Самарџич, нашите балкански звезди. Тоа е, мислам дека пред 1-2 години, а пеев од Тоше Проески песната Не можам од тебе да оздравам. Да, и пеевме со оркестар и едно преубаво искуство, преубаво си поминав. Ја запознавме културата во Босна, во Магла, имаше учесници од Македонија исто со мене кои што беа и преубаво стварно. Преубаво искуство. Одлично. Ајде следна. Да, ова е фестивалот UAF Awards, кој што се одржа во Скопје, тука освоив 3-то место. Беше во 3 вечери. Првата вечер беше гала вечер, каде што бевме како се представувавме, имавме како собирање на сите учесници, коктели, запознавање, славење. После втората вечер пеевме, исто така пеев една убава песна од Тоше Еш увек сањам да смо заедно. И на третата вечер ни ги доделуваа наградите. Еве можете да видите на сликата, ова е дипломата и статуетката, да. Супер. Ова исто од првата гала вечер на UAF Awards. А тука е малку фотосесија за направи. Тука фотосесија малку гламур. Да, па како? Да ставиме овие слики на Инстаграм. Па така, за спомен, секако. Ајде следна режија. Ова е слика од мојата нова песна од спотот Водиме. Да. Спотот снимаше на неколку локации во Македонска Каменица. Ова е девојчето, мислам, моделот кој што глумеше во спотот. Ќе го видиме за отприлика 15 на минути спотот, ќе го погледнеме. Која направи песната? Водиме? Песната, музиката е на Тоби Толга Мазар, како што кажав Турчин, а текстот е мој, да. Супер, браво. Текстот јас го напишав. Значи пишуваш и текстови, браво. Текстописец, браво. Па ова ми е прва песна, мислам прв текст кој што го имам и не можам пример сега да седнам и да пишувам, туку треба да ми дојде инспирација. Најчесто кога ќе трчам на кеј, ќе возам ролери, ќе ги ставам слушалките и ја слушам музиката и ќе ми дојде некоја мисла, ќе ја запишам, па после тоа ќе седнам, ќе ги склопам, ова тука одговара, ова не одговара и така. Имаше неколку верзии на текстови, имаше неколку текстописци кои што го пишуваа и не ми се свигаше и на крај си седнав и сам си ја напишав. Браво. Па сам така знам. Ние така викаме у Берово. Сам така знам, најубаво така. Ајде. Да, ова е исто од спотот. Од Водиме, од новата песна. Ова е почетокот. Ова е, сега магистрирав пред неодамна на правниот факултет Јустинијан Први, благодарам. Магистерската теза ми беше услови за издржување мерка притвор во Скопје и праксата на Европскиот суд за човекови права.
Браво. Се фокусирав на притворот како притвор, бидејќи тоа е едно од најделикатните прашања кај нас во Македонија, затоа што директно задира во човековите права, каде што се ограничува нели правото на човекот, односно слободата на човекот. И пак за тие лица треба да имаат едни основни услови за издржување на притвор, затоа што пак тие не се обвинети, тие не се осудени лица, туку тие се обвинети, тек ќе има постапка и затоа треба да имаат едни нормални услови каде што човечност, каде што ќе може да ги издржуваат во нормални услови. Ова од Макфест. Макфест е еден од најстарите и најреномирани фестивали кај нас. Јас настапував претходната година, Сега правеа јубилеј 40 години, го гледав. Настапував со песната Исти сме, која што музиката беше на Гоце Симоновски, текстот на Ивана Карајановска и аранжманот исто така беше на Гоце Симоновски. Имав и кореографија од претходната слика со девојчево. Ова е стајлингот, така бев облечен на Што вели Олгица за стајлингот? Соодветно за неговата младост. Да, супер одлично изгледа, дефинитивно. Сам се облекувам секогаш. Супер. Ова е од Те губам песната од првиот спот, преска што ја испеав. Да, се снимаше исто тоа ми е прва песна и прв спот, го снимав пред околу 4 години, негде така. И спотот се снимаше во Скопје на неколку локации и така. Супер, ова е последна фотографија. Ти благодариме многу, па како што кажав, следен пат те чекаме со промоција на албум да ви дојдеш. Значи цел албум, твои песни, дали може би некој друг ќе ти ги напише, ама гледај, имаше нешто свое. Ќе се потрудам да напишам уште нешто. Па, ако супер, ти си доста талентиран, како што кажавме, не знаеш каде ќе те однесе животот. Од Александра немаме фотографии, меѓутоа јас би сакала еве само да се надоврземе на кратко пред да одиме со овие прашања со Александра кога зборувавме за ова EMDR, се ми иде да кажам на англиски EMDR терапија. Александра, кажавме дека работиме со очите. Кажи ми колку сеанси се потребни за EMDR терапија? Претпоставам и тоа е индивидуално, нели? Меѓутоа, дали и колков број на терапевти, да речеме, го работат тоа кај нас во Македонија, сигурно не е само еден кој што постои, па да одиме кај него. И дали луѓе, сега ти нафрлувам вака прашања, и например дали луѓе кои што спомнав ми тоа претходно, кои што можеби немаат некои тешки трауми, меѓутоа можат да дојдат еве чисто да си откријат нешто или се дознаат за себе или да се решат некој проблем. Прво би сакала да продолжам со представувањето на EMDR. Да, во името стои движење на очите, нели, eye movement, меѓутоа подоцна нели се открило дека наизменично стимулирање на левата и десната хемисфера на мозокот не мора да се прави само со очите, значи има и други начини на билатерална стимулација. Така се вика, така да тоа стои во името затоа што така почнало, меѓутоа подоцна се развива. Мене по логика ми оди вака, кога ти стават пенкал, ти гледаш лево десно. Па така, некако или со прстите се прави или има како на филмовите на времето што сме гледале, да. Да, постојат сега и не знам дали некој ги има кај нас, ама како направи што со светло се следи светлото да не терапевтот да не го прави тоа движење. Меѓутоа има начини. Сакам да кажам, не се само движењата на очите сега. За колку терапевти го прават тоа, може да секој што е заинтересиран да ја отвори страната на EMDR Македонија, таму има листа на практичари. Сега едукацијата што се одржа кај нас беше оној основниот дел е ниво 1, ниво 2 и EMDR практичар. EMDR практичар. На страната ги има објавено имињата и контактите на практичарите, така да може секој што е заинтересиран да провери таму, да се информира, да побара некој лично. Така. И третото прашање беше зашто може да се користи. Да, и колку си индивидуално рековте дека... Да, индивидуално е. Сега, ова со очите најспецифичниот дел од EMDR или со билатералната стимулација, меѓутоа EMDR не е само таа техника, туку е целиот пристап, како пристапуваме на не сакам да кажам проблемот, на предизвикот на целта со која што доаѓа клиентот. Така да на почетокот би имало еден период на запознавање со терапевтот, каде што се запознават, нели, се гради таа релација терапевт-клиент, се гради доверба, се запознаваме со приказната на клиентот, се работи на препознавање на тоа, поврзување на тоа, на тие симптоми или сијаличката што спомнав, или кој е знакот на телото што ни го дава, или умот со тоа што се случува или што се случило. Затоа што треба да ни биде јасно и на терапевтот и на клиентот треба да биде јасно кое со што е поврзано, за да можеме да работиме со репроцесирање на меморијата. Сега, вака од прилика можам да кажам дека 1, 2, 3, 4 сеанси се доволни зависно пак, за репроцесирање на една меморија. Сега, колку мемории ќе се репроцесираат, тоа е веќе
нели индивидуално од случај до случај. Така. И колку време ќе трае првата фаза на запознавање, на подготовка и така натаму. Така да тоа Каков прогрес ќе има кај клиентот, веројатно и Па тоа. да, и колку е спремен, колку во моментот е подготвен, има повеќе фактори што се во игра. Има ли плачки после тоа? Како и после секое обично идење на психолог? Може да се случи, затоа Како што може да се случи? Се плаче цело време. плаче затоа што плачењето е здрав и природен израз на организмот, како израз на болка, израз на тага, но таа некоја емоција што ако не се исплачеме, мислам, сме го слушнали, јас сум го слушнала едното и другото, ајде не плачи, ајде ништо не, не заслужува тоа да плачеш за нештото, нели? Тоа се травми од детството. Ај не плачи сега. Посебно па на машкиве деца што не смеат да плачат. Ние имаме многу травми реално вака кога ќе почнеме да набројуваме. Свесноста во последно време среќа кога станува збор за тоа машко, женско, што треба машките да прават, што женските за плачењето кој што спомна Јелена. Значи за среќа, мислам дека на подобро да тие работи. Сите можеме да плачеме, во ред е кој да заплаче за нешто. Да, и сме го слушнали сигурно сите и она, ајде исплачи се ќе ти помене. И сега да кажам дека плачењето е природен израз. Да, природен израз на тоа што си го носиме внатре. Сега ако нештото си го носиме внатре и се блокираме за да не го пуштиме да излезе преку плачење, автоматски им ја блокираме енергијата на емоцијата, им дополнително ја блокираме енергијата што ја трошиме за блокирање на емоцијата. И помалку енергија ни останува за другите работи што ни се важни во животот. Значи кога се плаче да се исплачеме. Да. На некој му се плаче, некој сака да истрча па да му помене, сите имаме различен вентил, различен вентил, различна експресија, различен израз на тоа. Плачењето е еден израз што е во терапија е многу нормално. И очекувано и окей. Ама има и луѓе во приватниот живот што се плачки, јас па ги поддржувам тие. Се расплакала, не знам, ја па на филмови плачам, такви некои романси кога гледам нешто нормално, се те трогнало. Иако не е истина, нели тоа? Ама во моментот тебе ти паѓаш така. Кутијата мозокот се отворила, она не знае таму, ја не знам на свесно ниво што се дешава таму, така? Може да се случи. Само да довршиме за ова дека не се излегува клиентот така од тераписката сеанса со плачење или со негативни емоции, со непријатни емоции, или со длабоки некои емоции, туку работиме на стабилизирање, улеснување и работиме на стабилизирање, сепак да се даде смисла на тоа доживување што го доживува во текот на тераписката сесија, да му даде смисла, да го процесира или да си излезе од таму окей. Јас дефинитивно вака како што слушам, мислам дека секој жител во оваа држава, еве нема да одам во светот, во оваа држава треба да оди на психотерапевт. Значи секој лекар, како заболекар што имаме задолжително треба да го направат според мене, да, како што има матичен, така да има и психотерапевт, психолог. Стварно, зашто не ни стават на нас дека мора да одиме на психотерапевт? Ќе стават за некој време сигурно. Па нека стават. Мислам, на така оди работата во светот, во многу земји така функционира. Така што кај нас повеќе ќе се разбираме и ќе се сакаме меѓу себе, нема да постои толку многу омраза и затоа што ние многу често велиме нели нашиот менталитет е проблем, па ние како ќе го средиме тој нашиот менталитет? Со што? Со вака што ќе се тресеме празна слама дома и ќе се тешиме ти си супер, јас сум супер. Види кај нас многу работи подоцна доаѓаат, така да можеби веројатно и ова е едно од тие работи. Добре, и процес е. И процес е, сигурно, но добро што се говори јавно. Јавни личности зборуваат за тоа, медиумите доста простор отстапуваат за тоа искрено, така што сигурно оди на подобро, не на полошо во однос на тоа да се приближи публиката со оваквите работи и вашата професија, нели вашата работа. Сакам да го потпатам ова за прашање да ај секој по едно ливче да се земе. Тука имаме така малку по интересни прашања. Ај дај го Јована Олгица, извини. Да видиме на крај да завршиме со животните прашања. Абе, ние се решихме друго животот, па сега тоа уште да го решиме и сме таман. Ајде Олгица да видиме кој праша. Интересно нешто изгледа. Ај со Александра, сакаш време да размислиш или сакаш со тебе? Не. Ајде, тогаш добро. Што никогаш не би направиле, дури ни за многу пари. Нешто што се коси со мојата личност или морал. Или некоја колекција која што можеш да ја направиш само затоа што е тренд, а ти не пратиш трендови? Не. Ова прашање го врзувам лично со себе. Значи со Олгица како личност, не како моден дизајнер, добро? Што нешто што се коси со морал. За мене. Имаш ли некој пример вака да ни дадеш или Па не.
Во моментов нема, знам, кој ќе дојде, знам дека тоа нема Ето, така. беше немаме време во следната емисија ќе кажеме. Мислам дека има, да, така баш така. Мислам дека сите имаме таков момент кој ќе дојде до Ќе нешто кој запишеме се на коси Олгица со својата нареден пат кој личност. ќе дојде во емисија да одговори со пример. Ќе го чуваме, ќе го исичаме овој дел. Така ќе ја почнеме емисијата. Може Олгица, да сега говориме, пример да ќе кажеш. запамтите. Сигурно ќе се случат работи Ќе до си го тога. сликнам прашањето да си го запамтам. Супер. Добро, ајде Дамјан. Како го поминувате времето кога сте слободни за време на викендите? Па пее како? Пее, Вози ролери, човек, со да си ролери, кажа. со Возам ролери, да, трчам, го поминувам со моите родители, често знаеме да отидеме негде, со другарите, пијам кафиња, знам да испам по 3-4 кафиња на ден. Аман бе човек, Да, ше обожавам. Без кофеинско, ако веќе колку пиеш, Значи, нема дај. сите со кофе. Да, обожавам кафиња, генерално идам од кафич во кафич да се видам со сите, пошто се дружам со многу луѓе и да ги видам сите за време на викенд. Поминувам време го шетам куќето, кој ќе сидам кај мене генерално дома, имаме Какво куќе имаш? Пинч. Пинч? Да, 6 години веќе Цезар се вика. Цезар. Цезар, да. Зашто не ни пратите фотографија со Цезар? Па сакав, ама ми рековте неколку фотографии, немаше веќе добро, да ја место. ќе оставиме Кучева ќе Цезар. ставиме сега. Ајде следен Ништо пат ќе следниот пратам. пат. Следниот пат ќе Пиши пратам. ти подсетник за нареден пат албумот кој ќе дојдеш промоција, слика од Обавез. Цезар. А може со Цезар да дојде тука, ние сме стави го- pet friendly, така. Или го стави го Цезар на албумот. Може. Може слика од него и песните. Види ние колку идеи добивме тука со Елена Александра, ни помогна многу да. Да, ама нема, имаме терапевт, одма се некако подруго, ono после кога ќе сиде дома ќе каже, а вие колку се за терапија. Не да се за терапија. Една година нема да биде доволна да се излечат. За нас водителите, не за За нас, другите, за нас, со за другите, нас, да за не нас. сватат. Мислам за мене. Ние тоа лично си го сваќаме. Да. Добро, ајде повели Александра. Мене ми се падна психолошкото прашање. Ета, Дали ама повеќе тоа те е. плаши неуспехот или успехот? А, тоа сакам сите да го одговорат, ама еве повели ти Ајде да Александра. слушнеме. Мене ме плаши да не се обидам. Најмногу. За психолог има одговор. Да, сега има време и да размислам малце, пошто таму почна да одговарат. Аха, Да, добро. Ама да, сум, со текот на работата и професионални и личен развој или што сум имала преку работата, сум научила дека едното и другото се лекции во животот, така да, би ме плашало да не се обидам. Имам подпрашање на супер што се падна ова прашање кај тебе Александра. Многу луѓе во моето обкружување всушност преку психотерапија открија дека се плашат од успехот. Иако го посакуваат, секој сака да биде успешен во својата професија, не знам, да бидеш успешна мајка, успешен водител, не знам се зборувам, меѓутоа тоа ние го сакаме на свесно ниво. Подсвесно, колку повеќе си успешен, ние тоа го саботираме и всушност не сме свесни дека нас успехот не плаши. Тоа е многу интересен феномен. Да, и баш ми беше интересно и прашање ова што е такво. Да, затоа што успехот нешто значи. Сега успех како успех ние му даваме општо земено, му даваме некое позитивно значење, нешто што е посакувано, што е сакано или што е кон што треба да целиме. Меѓутоа успехот нешто значи. Значи внимание, значи оставање на нешто позади себе, значи промена во релациите со другите луѓе. Во секој случај е промена и да, може да Ние биде не сме некој спремни можеби секогаш за таа промена. Да влеземе во таа промена, дали го имаме вистинскиот или потребниот систем на поддршка за да го издржиме тоа што доаѓа со успехот. Значи успехот како зборче или само зборче, меѓутоа позади него може да има многу. И не сме секогаш спремни за да си го оставиме стариот идентитет кој што да донел до тука и сега нешто ново да се создаде. Тоа старото ни требало некогаш, како што спомнавме пред. Да, ама не секогаш. Или можеби не се уште. Или можеби не се уште. Дамјан, имаш ли вакав одговор на ова прашање? За мене не постои неуспех, туку постои лекција. Например, нешто и да не ни успее, треба да се навратиме зошто не успеало, што треба да подобриме, што треба да направиме, што треба да подобриме кај себе, за да го направиме повторно и да ни успее. Супер. Добро. Олгица. Интересно. Имав малку време да размислам. Нема, требаше со Александра да почнеме, беше па кажеме. прашањето, А дали што повеќе те повеќе плаши ве успех или неуспех? Ни едното, ни другото не ме плаши. А второ, под прашање на ова, што е тоа успех? Секој крајот различно од си го дефинира нели успехот. За мене успех, може би, и мислам дека за секој би требало да биде, крајната точка на секој еден човек, радост. Што е најтешко да се постигне. Да. Се што ти прави радост, за мене е успех. Значи, јас може би за мене е успех да учествувам на Paris Fashion Week. За тебе, Елена, Да. може на некоја странска На BBC телевизија, да не знам одиме. каде Да, да. да. Така да не знам кој го поставува тој критериум за успех.
Тоа мислам дека не е вродено од деца. Тоа ни го наметнувале Воопшто. родителите или општеството каде што сме растеле, нели? Затоа сите ние различна дефиниција имаме за тоа Јасно. што е успех. Така да, мислам дека за секој успехот е со различна дефиниција и мислам дека дури можеби не треба да го размислуваме тој момент. Треба да размислуваме да бидеме срекни, да го одбереме тоа што сакаме да го правиме во животот, да одбереме како ќе функционираме со луѓето, за се тоа назад што ќе ни се врати да биде пак на една точка, да бидеме насмеани, срекни, радосни. И да живееме во И моментот. да живееме во моментот. Значи, колекција, уште еднаш да Така, најавиме. убави Па не е одговори. за џабе тој наслов ставено, само затоа реков во позадина има многу. Предходната беше The Future is Now, затоа што денес што ќе направиме е фактички future. Утре ќе зависи се од тоа денес што сме направиле. И ова сега колекција фактички The Now е подсетување дека сега е The Now. Сега што ќе направиме, сега каква енергија ми го нас ќе оставиме, па ќе излеземе надвор. Дали ќе си отидеме со насмевка, дали ќе си отидеме со лоша енергија и Се така надевам дека натаму од и кај така нас ќе натаму. заминете со насмев Не, и со имавме позитивна успешна енергија. емисија, Милена, и вака ако Дефинитивно. нас не прашаш сега што е успех, јас Дефинитивно. мислам дека имавме супер емисија. Одлична Се емисија. сложувам. Баш онака охрабрувачка, Позитивна. мотивирачка, позитивна. Верувам дека и нашите дека ја пренесовме таа убава енергија и да нашите гледачи, затоа што на крајот на денот тоа ни е на нас целта да и вие да се чувствувате убаво како што и ние се чувствуваме убаво. Имавме одлична синергија. Ви благодариме многу. Благодариме и на вас. Да. Да. Супер, ви благодариме уште еднаш за гостувањето. Александра, вака го скршивме мразот, сега може да те планираме за понатака да ни доаѓаш. Некоја друга тема ќе се најдеме. Од темата на Драго, психологијата има секогаш нешто ново што да излезе. Да, ми ја избравте омилената тема, така да баш ми е мило. што- Одличен старт. Да. Ти благодариме многу за гостувањето. Повели слободно ако сакаш да Да, кажеш. што има просторева да се зборува на оваа тема и јавно, така да. Ви благодарам и јас. за тоа. Секогаш сме ние тука расположени. Да, Дамјан, ти благодарам многу и на тебе за гостувањето. Навистина ти посакувам успешна кариера. Сега ќе го видиме и спотот. Меѓутоа ти посакувам и почесто да правиш нови спотови, ете како што кажавме, па еден ден да си имаш и свој албум. Се надевам еве ексклузивно да ви најавам. Во подготовка е новата песна. Мислам песната е спремна, само треба да влезам во студио да ја снимам и да направам спот. Ке се вика Рингишпил. Исто Супер. емотивна по меланхолична балада, нешто поразлично од мене и се надевам дека ќе дојдам да ја промовирам пак овде. Ви Секако. благодарам уште еднаш на поканата, преубаво си поминав. Вие сте супер, преубава атмосфера, гостиве се супер и мислам дека си направивме еден добар, Благодариме. инспиративен муабет. Ќе го памтиш овој ден. Да. Оле, ти благодариме многу и на тебе. Фала и Во на недела вас. јаготка на Навистина ми шлагот беше на Така, ти на пуштаме мобилот среќа викенд. за Да, недела. ајде да речеме како поискусна од учесниците. Па добро, ревијата е Сепак, последна. Да, јас сум од буквално. почеток на самиот настан некако пораснав, остарев со самиот настан што се вика, така да ете едно почитување взаемно на сите овие години што сме работеле Така е. заедно. Супер. И ете моето враќање некако да биде сапорт од двете страни, дека Така. сме биле тука низ годините и да се Така е. подржи. Ве благодариме уште еднаш, а вие почитувани гледачи останете на канал 5, се враќаме за кратко.